Новите на Средното училиште на град Скопје, Орце Николов, едно од најпрестижните училишта во нашиот град, сигурно, а секако и во Македонија. Имаме тројца гости од Орце Николов, од Илинденска, директно тука. Ќе дозволиш да ги најавам? Јована, чести задоволство ми е. Од мојата десна страна, професорка Маријана Ѓоргиева Ристевска, македонски јазик и литература. Добро утро. До неа Васија Мицковски, добро утро. Ученик, добро утро. И Јана Попризова, добро утро, училишен психолог. Добре ни дојдовте во студиото на Македонската телевизија. Денови на Орце Николов, професорке, со вас ќе почнеме. Подолго ги славите, 2 седмици, ако не се лажеме, ви трае програмата, па што се опфаќа и како се организиравте за овој значаен настан за училиштето? Пред се сакам да им посакам добро утро на гледачите. Чест и задоволство е да се гостува во вашава емисија, особено да се зборува за еден ваков настан по повод јубилеот на нашето училиште, 70 години постоење. Активностите се поделени во 2 недели. Неделава се одржуваат во рамките на училишните простории и се организирани од страна на ученичката заедница, зашто повеќе ќе ви зборува Васија, а јас ќе продолжам потоа со главните настани, кои што се одржуваат надвор од училишните простории. Добро утро на сите гледачи, поздрав до моите соученици, до професорите кои што можеби го гледаат ова. Околу неделата, како што најави професорката, со настани кои што беа организирани практично оваа седмица, беа под кровителство на ученичката заедница. Значи, ученичката заедница организира настани по барање на учениците за самото училиште. Беа организирани спортски надпревари, одбојка, фудбал, кошарка, беше организиран шаховски турнир, полуфинале и финале, и беше организиран еден многу интересен за прв пат во Орце Николов едукативно квиз шоу, наречено Потера, по инспирација од српското шоу Потера. Исто така, во рамките на овој дел од ученичката заедница, односно низиното действување за организација на настани во училиштето, односно помеѓу смени, иако тоа не е во сршта на низиното постоење, но сепак се вклучуваме за поддршка на самите ученици, беше организиран еден настан, да речеме, ќе биде организиран со номинации, каде што насловен нај, каде што учениците ќе бидат наградени според нешто што ги обележува како карактеристични, дали се тоа најшмекери, најшизик, дрвен адвокат и некои многу интересни звања да ги наречеме. Но тоа ќе биде спроведено и организирано следната недела во рамките на неделата на активности надвор од училиштето, зашто професорката ќе продолжи малку подетално. Сакам само Васија да го прашам, која година си? Јас сум 3-та година. Трета година? Да. 70 години. 70. Тоа е традиција, тоа е многу вложувања, тоа е наставен кадар кој што оставил белек. Дефинитивно. И верувам имате и сега наставници, професори кои што заслужуваат многу почит, многу внимание. Истражувавте ли во историјата од започнувањето на Орце Николов до сега, за да ги извадите тие значајни датуми, се личности кои што вреди да се спомнат и во духот на сето тоа да го одбележите јубилеот како што доликува, да? Да. Па, тоа е Орце, практично. Значи, во Орце делата зборуваат повеќе од што ние можеме тоа да го представиме со зборови. Би сакал тука да акцентирам поддршката која што имаат професорите кои што се ангажирани во нашето училиште од учениците. Значи, еве, тука ќе се надоврзам, ние како ученичка заедница практично, чиј што представник сум јас еден од главните, сме една од најгласните во нашата држава, и тоа не го криеме кога треба да ги поддржиме оние професори кои што секогаш стојат за нашиот грб, да ги практично ги поддржиме и службите, како што е професорката тука, со која што имаме одлична комуникација, да искажеме огромна благодарност до сите професори кои што ставаат траг во ова училиште, кои што не се плашат да ризикуваат голем дел од својот живот, од своето слободно време, за да им се посветат на учениците, како што го прави тоа евидентно професорката Маријана, зашто она ќе зборува подоцна, но јас ќе зборувам, да не биде дека се доврзуваме. Меѓутоа, да, во тој поглед, историјата на Орце е впишана во секое дело кое што ние го создаваме, во секоја представа, затоа ќе објаснам потолку околу идејата на, односно патот од инспирација идеја до производ, а околу самата недела
со делови од овие елементи практични на историјата на Орце ќе зборува професорката, каде што ќе најави што се има да гледаат практично гледачите и публиката на овие настани. Да му поставиме едно прашање и да се излеземе, може да... Не, мене ме воодушевува. Уживам кога го слушам. Да, јас Дете од Орце. паметам Јосип Брус кога прославуваше 60 години, манифестацијата јас тогаш ја водев, не знаејќи дека сега ќе работам. Ова што работам, но тие амбиции некако се гледаат од многу одамна. Сакам да ја прашам професорката Ана Попризова. За вас, еден од најголемите предизвици е да работите со денешната, ова го ставам како на пиедестал, поради тоа што има толку многу можности денешната младина. Не е лесно да се работи со нив, имаат премногу информации, достапност до нив и се чини дека генерацијски можеби и во размислувањата и до доаѓање до некои одговори информации дури не надминуваат. Некогаш во некои ситуации, да, и затоа велам голем предизвик да работите со нив. Па јас можам да кажам дека за мене е привилегија, особено што сум ученик од гимназијата Орце Николов и сега ја имам таа среќа да бидам секојдневно во контакт со ученици кои што се навистина исклучителни. Периодот низ кој што менуваат е многу за нив предизвикувачки и сметам дека наша задача како служба е да бидеме поддршка на учениците, не се она што менуваат, секако дека апсолутно времето се менува, но гледам и дека наставниот кадар перманентно се обидува да се адаптира на тие промени. Така да еве сега тоа кулминира, да кажеме, и со овој јубилеен настан, каде што имаме една синергија помеѓу, да кажам, менторството од страна на наставниот кадар, меѓутоа креацијата, инспирацијата и талентите на нашите ученици. И еве тука би ја повикала колешката да ја сподели програмата, што е она што не очекува во следнава недела, за да можат и гледачите да слушнат. И секако да најавам дека сите активности ќе бидат снимени и ќе се стримува настанот, така да и оние кои што не можат физички да бидат присутни, ќе можат сето тоа да го гледаат и преку интернет и ќе остане и трага еве како документ. Добро да има поголема достапност. Да. Пред да ни ја соопштите програмата, да ве прашаме, слушнавме од учениците, меѓутоа и од професорите да чуеме, едно е соработката на час, соработката при оценувањето, при оформувањето нивно како личности, бидејќи мора синергично да делувате тука и вие и учениците. Каква е соработката со оние од другата страна на катедрата кога станува збор за вакви активности кои што треба да остават траен белег? Колку се активни, колку соработувате едни со други? Многу. Знаете како јас им велам, она што го правите со љубов не е работа, тоа е уживање. Децата уживаат. Ако пробиве треба да ни траат 2 часа, мислам дека се по 4 најмалку. Викендиви им ги посветувам и тие на мене, за на крајот производот да биде таков каков што е и каков што ќе биде. Навистина е уживање да се работи со нив. Има многу моменти кога сме нервозни, многу моменти на забава. Гледачите можат да погледнат како изгледаат нашите проби и така, уживање. Па ја вечен спомен ќе останат овие денови, верувај, и верувам дека се денови, да, има убави моменти, но има моменти кога ќе се препирате различни карактери се во прашање, веројатно сега сте во, можеби Ана ќе се согласи, сега сте во оној период кога се формирате како личности, како да се соочувате со различноста, со другите карактери. Како е секојдневното дружење? Секојдневното дружење е еден од столбовите, можам да кажам, на нашето училиште, еден од столбовите на сите овие активности кои што ги планираме. Не само за патриот празник. Немате веќе трева, сега имате паркинг таму, немате трева од другата страна. Ние во училиште седиме многу долго, па немаме многу. Таму се собираме преку Илинденска, булевар Илинден. Да, и така. Сакам да кажам дека ученичката заедница, односно училиштето во овој случај,
и сите ученици во него, значи како една единка во училиштето, функционираат помеѓу себе и се дружат не затоа што мораат, не затоа што тоа е очекувано од нив, туку затоа што тоа им доаѓа природно. Верувам дека ние сме гимназија каде што дружбата и врската помеѓу учениците и професорите, оној однос, оној нераскинлив момент на поддршка во секое време, неисцрпна поддршка, не прават едни од најпосебните и најавтентичните училишта во оваа држава, затоа што се гледа душа, се гледа страст и се гледа една инспирација која што никогаш не изумира и верувам дека тоа професорите го приметуваат и таа инспирација и таа страст се гледа и во нив и токму затоа и комуникацијата со нив ние на највисоко. Само да додадам, да објаснам како учениците тоа дружење, бидејќи во денешно време таа социализација малку потешко им оди на учениците, а последниве години има на иницијатива на учениците, значи беше спроведена анкета да се направат ученички клубови. И практично ученичките клубови се со најразличен карактер. Од STEM, од драмски, од литературни, поетски, фотографија и така натаму. Значи, базирано на нивните интереси, тие се вклучуваат во тие клубови и организираат најразлични активности. Така да на некој начин и овие сегашни активности врзани со обележување на јубилеот се значајни затоа што се представување на различните клубови. Ве слушам, сакав да се надоврзам на соработката која што имате. Веројатно, тука подлогата, најважниот збор има и домашното воспитување. И слушајќи го Васија, за се она што зборуваше, домашно воспитување е подлогата за да може да се обликува еден ученик вака и понатаму. Каква е соработката со родителите? Не знам, прашање до сите тројца нека биде. Генерално јас можам да кажам дека како училиште имаме добра соработка со родителите. Родителите на нашите ученици се свесни за значењето на образованието, се свесни за значењето на еден тој партнерски однос и соработка со најпрвен со класните раководители, со предметните, со стручната служба и се трудиме да го негуваме и да го одржуваме тој однос. Еве ако Маријана како класна раководител. Би додала и за време на сите овие проби, родителите треба да ги донесат и да ги вратат учениците. Пробите знаат да започнат изутрина од 8, а некогаш знаат да започнат и во 5-6 попладне, тоа да трае и навистина сме им благодарни затоа што овозможуваат учениците да дојдат, да си ја завршат пробата и да се вратат. Како класен раководител исто би истакнала дека имаме прилично одлична соработка со родителите, разговараат, отворени се за соработка и тие и јас и останатите колеги, поголемиот дел од колегите, ако не ги речи сите, да ги слушнеме проблемите на учениците, доколку можеме да помогнеме, затоа што возраста е оние тинејџерски години каде што мостот ниту се деца, ниту се возрасни, се некаде на средина и потешко е да се изнивелира, но мислам дека совршено ни успева. Сега преземате ли одговорноста дека сте вие можеби клучот? Домашното воспитување современо општество во кое што домашните проблеми се акумулираат, животот е мошне тежок, за некого неиздржлив. Сега преземате ли одговорноста дека кај вас децата поминуваат поголем дел од животот, од денот во тие 4 круцијални години на изградба на карактерот и на личноста и дека од вас зависи како тие ќе бидат измоделирани во поголем дел, повеќе отколку дома од родителите? Да. Овај личен став не мора да е. Апсолутно ве разбирам, да. Па си ја превземам. Свесна сум дека има многу голем удел во тоа како учениците се однесуваат. Можам да си дозволам некогаш да им сугерирам дека нешто е добро или е лошо. Многу често ми се јавуваат да се посоветуваат, ќе се обратат кај мене на катедра секогаш за проблем, доколку не можам јас или сметам дека не е тоа во моите можности, ќе ги пратам во службата, имаме одлична соработка, но најчесто разговарам со нив да им објаснам како да им го објаснат тоа нешто на нивните родители, како да си ги решат проблемите со слаба оцена,
како сето тоа да се поднесе, како да се издржи притисокот и многу други работи. Меѓутоа, да, Две мислам подпрашања. дека- Две Повелете. подпрашања. Правите ли се што можете и умеете часот да им биде интересен или доаѓате формално на час? Не доаѓам формално никогаш. Никогаш. Учениците го водат часот најчесто. Тие професори секогаш се памтат. Се трудите ли оној ученик што не може да има добра оценка да ја поправи, му посветувате ли повеќе внимание? Можете ли да процените кое дете каков капацитет има и да се обидете да му го зголемите и подобрите капацитет? Така е, да. Па, реално, јас предавам македонски јазик, мајчин јазик, сите го зборуваат, сите го знаат, немаат слаби оцени кај мене учениците, мора да научи. Значи, 17 пати ќе го кажам едно те исто, мора да научи. Ако не научи на часот, ќе дојде во драмска секција, таму ќе се потруди, ама ќе даде се од себе и ќе си дојде до таа оцена. Ќе го извлечам најдоброто од нив. Не се откажувам, се дори не успеам Такав, секој да само- се истакне на некое поле. Таква беше Таков, Снежана Димитрова, мојата класна по македонски јазик. Не Па, знам добро. дали се сретнавте Не, ама во... су слушнала за неја. Сте ме слушнали, притрка. затоа што беше токму таква, Ме професор. притрка, добро. Да, сакав да кажам дека класниот раководител игра на вистина клучна улога, особено во тој период Така. на растење и велите дека си воспоставувате пријателства со нив, да знаете дека тие пријателства се за цел живот. И јас исто така кон мојата класна, Софија Костовска, не можам да ја заборам до ден денеска, ни е пријателка. Сакав да се навратам на нешто претходно што кажа Васија, за тоа колку убав имаат сооднос со службите. Порано немаше психолог, имаше педагог. И се одеше кај педагогот, само ако си направил нека белјан или тука треба да одише да ти скараат. Но сега веројатно ова време ги постави поинаку работите, поинаку нештата, ги смени, па онаа стигма за посета на психолог, само иницијативно, како е меѓу вас, меѓу Па таа младите? стигма меѓу нас не постои, затоа што ние многу добро знаеме како работи, мислам како функционира нашиот психолог, каква комуникација имаме со професорката Ана тука. Верувам дека сите ученици кои што сакаат да се го искажат своето мислење, да искажат тоа што им тежи, оно што им лежи на срцето во тој момент, тоа го прават без некакво предубедување или без некакво планирање за истото. И тоа мислам дека е сршта на постоењето на една квалитетна служба, да отидете тогаш кога ќе ви затреба, а не за тоа да постојат некои предрасуди, некои парадигми на Обично толкување. постојат. Многу ми е драго што Верувам го дека слушам, може би дека сега постојат во дека некои стигмата не училишта, постои. меѓутоа кај нас тоа не постои. Ние сме пофокусирани на одржување на здрава комуникација, затоа што тоа е, мислам дека срцевината на едно добро училиште и на добра заедница. Тука би сакала само да напоменам дека учениците одат во службата да си ги кажат своите идеи и доколку е возможно тие да се реализираат. И најчесто добиваат поддршка од службата, идеите се секогаш безпрекорни. Не ги прашуваме учениците, не ги прашуваме професорите, го прашуваме психологот. Дали Орце Николов е строго училиште или бара знаење? Орце Николов е училиште каде што се работи на тоа да се почитуваат и одржуваат правилата во интерес на сите и е училиште кое што има високи критериуми, значи поставува високи критериуми пред учениците, но и нуди на вистина квалитетна настава. Тоа беше се што треба да чуеме. Програмата за деновите на Орце Николов. И па вака, одлучивме да организираме 5 настани кои што ќе се случуваат на 5 различни локации во период од 17 до 21 март. Сите ќе започнат во 19 часот. Прв е во понеделник настанот наречен Малска Мејана. Тоа е драмска представа која што ќе се случува на сцената на Драмскиот театар, напишана од страна на две наши ученички. Целосно нивно дело. Вториот настан ќе се случува во МКЦ, во Кино Фросина, наречен Звуците на Македонија во пролетна хармонија. Тоа е училишниот оркестар и таму гостите ќе уживаат во тоа што им го подготвил оркестарот. Третиот настан е за љубителите на поезијата, наречен Моите мисли се стих, ќе се случи во салата на лабораториум. Тој го работи колешката Драгица Јанкуловска и таму учениците ќе рецитираат своја авторска поезија и поезија од познати автори. Четвртиот гала настанот
ќе се случува во четврток на 20 март во салата на Македонскиот народен театар, каде што ќе се одигра мюзикл, кој што е дело на Васја и Амелија. Таму заедно неколку колеги, јас, колешката по музичко, Сузана Тнокова, колешките Драгица и Катерина, колегата Миле и колегата Митко Димовски, успеавме да склопиме еден мюзикл во време трајање од 100 минути, каде што ќе има и игра, и песна, и глума, и танц, и се. Потоа следи оној гала настан, каде што ќе си ја представиме гимназијата и што се случувало изминативе 10 години, кои се познати луѓе завршиле во овој период во училиштето, зошто важиме за една од најдобрите гимназии последниве неколку години, и да не откриваме што се ќе има на тој гала настан, може да погледнат гледачите, ќе се стрима, ви кажа колешката, и последниот настан да го заокружиме, така музички, ќе се случи во Музеот на револуционерната борба, именуван Звуци под звездите, го работи колешката Сузана Тнокова и таму талентирани ученици ќе изведуваат и ќе свират класична музика. Тоа се нашите 5 настани. Имаме и за учениците дел, така да Васја и веќе го повикам да објасни како учениците ќе прослават. Малку време да, имаме. уште една минута, Кусо, но... Готова, Кусо. Значи, по иницијатива на професорката Маријана и професорката Сузана Тнокова, меѓутоа и со поддршка се разбира Драмскиот клуб, ние одлучивме да направиме оваа година мюзикл. Еден хибрид, еден своевидна форма на мюзикл, каде што учениците ќе ги искажат своите способности, пеејќи, свирејќи, глумејќи и танцувајќи. Меѓутоа, сметам дека овој процес, кој што е прилично долг, меѓутоа многу интересен на создавање на дело, е тоа кое што ќе го остави аманетот во овој училиште таков каков што е. Тоа што учениците ќе продолжат да го прават следните години и тоа што ги издвојува најквалитетните и најпосветените ученици, но и професори од сите оние кои што гледаат и кои што не поддржуваат, па и можеби и не. Аманетот е на твоите плеќи. Остави им на следните генерации потежок аманет. Орце е престиж, орце е поим, нека остане така. Орце е што? Орце е местото каде што историјата оживува, а иднината се создава. Секогаш. Благодариме што утре Благодариме. Деној Орце Николов,